Од владата 2 дена молк. Нема одговор на прашањата на Алфа дали премиерот Заев имал намера да се сретне очи во очи со представници на австриската фирма Вамет, за која веќе во јавноста испливаа сомнежи и ќе го добие тендерот за изградба на новиот клинички центар тежок половина милиарда евра. Австриската фирма Вамет, која функционира нешто повеќе од 3 децении, има чисто портфолио. Реализирала стотици проекти во 90 земји низ светот. Вработила 27.000 работници и работи со биланс добивка, но висат прашањата како може однапред да се знае кој ќе го добие тендерот и дали има обиди за договори во 4 очи, што секако е противзаконски. Она што е симптоматично и дополнително фрлува сомнеш за однапред договорена работа е и физибилити студијата за новиот центар, која пак на добра волја бесплатно ја изготви Австриската агенција за здравство. А истата, иако вети, Филипче не ја објави јавно. Во претходниот период здравствените власти мачеа да најдат и дупка во законот за јавни набавки, за да може тендерот да биде 2 во 1, и изработка на проект и изградба. На некој начин идеја клуч на врат. Тендерот за клинички е распишан во август. Пари за изградба, како што посочи Филипче на последниот брифинг со новинарите, државата ќе позајми од неколку комерцијални банки, а темелите на новиот центар во Веле Поле во Ѓорче Петров треба да се удрат до крајот на годинава, најдоцна почетокот на наредното. Овие пари секако ќе треба да ги вратат граѓаните. Ветувања за изградба на нов клинички, со што ќе се стави крај на хаосот што владее во комплексот Мајка Тереза, имаше и претходната влада. Тогашниот тендер што владата пак на Заев го поништи, чинеше 3 пати помалку. Тогаш тендерот го добија домашните компании Гранит и Бетон и италијанската Инсо системи.